Во една од најголемите шумски аптеки во Македонија, Малешевијата, има мал интерес за собирање шумски плодови и лековити растенија. Овде нема откупен центар што негативно се одразува на дејноста, која може да даде добар приход во едно семејство. Собира, има доста луѓе што имаме ние посебен еден ентузијаст. Зет тука, Србин, мајор беше пензиониран. Он посебно правеше. Тоа е повеќе хоби и не е тоа баш мисла од тоа да се живее. Од единствената сушарница на шумски плодови и растенија во Малешевијата Агромакс со нетрпение ја чекаат новата сезона, но реалноста за пласман на овие производи не е розова. Многу е тешко пласирањето на македонските производи на македонскиот пазар. Може би малку повеќе поддршка, малку полесен пристап, затоа што за да оној кој одгледува или кој собира билки, треба да имаме можност да ги пласираме на пазарот за да може ланецот да биде затворен. За разлика од нас, во Германија над 80% од лековите се по потекло од лековити растенија и таму има над 10.000 хербални лекови и 5.000 хомеопатски лекови. Те откупуваат големи количини лековити растенија од нашите балкански простори. Климата кај нас е многу специфична, голем број на сончеви дени во годината, имаме планини, имаме котлини, езера, еве тука имаме одлична висорамнина на Малешевијата и верувајте дека квалитетот на тие растенија е огромен. Инаку на денешната едукативна работилница собирачите на лековити билки се запознаа со начинот на берење и обработка на 60 лековити билки од Малешевијата. Предвидено е реконструкција на постоечките мостови и нови 3 летниковци да направиме за да има туристите и да одморат, бидејќи водопадите се така прилично високи. Проектот го реализира организацијата на жени од Пехчево, а е поддржан од Швајцарската развојна агенција со 500.000 денари.